Добродојдовте на Skynet, ова е емисијата Урбан стил. Оваа среда ве потсетуваме на дел од соговорниците кои што имавте прилика да ги гледате изминатава сезона, па така нашата позната дизајнерка и креаторка Мила Кадрију ќе не потсетиме на низиното мислење за тоа колку треба и колку мора да се пратат трендовите, односно колку треба да се биде нивен роб, како и на тоа на што се спремни дамите да трпат во име на убавината. Со Камелија Шојлевска ќе објасниме како некогаш, а како денеска се воспитувале нашите деца, а Ана Костовска ќе ни открие што таа мисли за ризикот, колку таа е личност која што сака да ризикува, како и за тоа колку таа е спремна да им верува на луѓето. Маја Вукичевич, нашата позната пејачка, ќе ни одговори на прашањето дали таа верува на машко-женските пријателства и дали таа има повеќе машки пријателски за зборливоста, а ние ќе ви откриеме, односно ќе ве потсетиме уште еднашка за тоа зошто жените се зборливи. Освен тоа, Ана Марија или позната како Беба ќе не потсети што е тоа фенг шуи и зошто е пожелно да го применуваме при уредувањето на домот, а заедно со доктор Јадранка Бибан зборуваме за алергиите, зборуваме за тоа на кој начин би требало да ги спречиме, а како да се ослободиме од нив кога веќе тие се настанати. За сите оние со кадрава коса денеска ве потсетуваме на сите совети за нивната нега, ве советуваме и за негата на телото. Останете со нас и уживајте во содржините кои што денеска ги подготвивме за вас. Балансира нашите чувства. Тоа значи ако имаме страф од нешто, ако сме несигурни, само на еден свест, значи со една доза да испиеме шишенце, ние веќе сме многу го немаме тој проблем. И што е многу невообичаено и многу интересно за баховата цветна терапија, за разлика од другите терапии, што еднаш му го пиеме и веќе нас трајно ни останува тоа. Те откривме што е тоа што ги прави жените зборливи. Маја, дали ти се сметаш за зборлива личност? А зависи од расположението и зависи од соговорникот. Сепак, некои соговорници ми се инспиративни, а пред некои не можам уста да отворам. Полесно ми е дури да се отворам пред машките пријатели отколку пред женските пријатели. Не би требало да се роб на се што излегува сега, затоа што и некоја вистинска мода кај нас се уште не постои, значи се што се продава е mass production. Јас порано мислев дека внатрешната убавина е најважна и дека надворешната не е важна. Меѓутоа, како поминува времето, сваќам дека човекот е една целина и дека треба да ги има и двете работи заедно. Мислам дека на младите девојки им недостасуваат модели со кои што ќе се идентификуваат, затоа што секој млад човек најлесно учи преку идентификација. Кадравата коса е прекрасна ако можете да ја држите под контрола. Идеално ги одвојува локните и го дефинира стајлингот. Ги држи под контрола без да ги натежнува надолу, дава сјај и овозможува полесно обликување. Јас сум за жал пар екселанс личност со ризично однесување. Велат кој не ризикува не профитира, не би препорачала никому. Значи јас сум оптимист. Дури до таму да понекогаш намерно ги затварам очите пред фактите кои ме удираат во глава. Не можам да го сменам тоа сега веќе на оваа возраст. Алергиите се поврзани со работата на имунитетниот систем на луѓето. И кога ќе се јават одредени форми на алергија, се даваат лекови да се намали имунитетната реакција. Значи, на некој начин се блокира работата на имунитетниот систем за да би се олеснеле тегобите кај пациентот. Вашето будење во зависност од тоа како гледате на утринските активности може да биде магично или хаотично. Еве како да го започнете денот. Истегнување на телото кога ќе се пробудите е одличен начин да ги опуштите зглобовите и да ја зголемите флексибилноста. Вдишете додека се истегнувате и издишете додека се враќате во првобитната положба.
Тоа ќе ви помогне да останете добро во текот на целиот ден. Уживајте во водена масажа. Користете го утринскиот туш за да го освежите и телото и умот. Притисокот топла вода ќе ги стимулира мускулите, а и позитивните мисли. Разбудете го метаболизмот и наполнете се со енергија. Стручњаците тврдат дека доручекот е најважниот оброк, па уживајте и вие во него. Ако сакате да извршите што повеќе задачи штом станете, а не сте утрински тип, концентрирајте се на оние најважните. А дајте си себе и доволно време да се подготвите. Исто така ќе ви помогне и список на обврски кои треба да ги извршите штом станете. Кажи ми како ти го започнуваш денот? Сакаш ли наутро повеќе да си поспиеш или можеби сакаш да станеш порано и да си ги завршиш на време сите обврски? Па, моите обврски можам да ги распоредам убаво, зависи од тоа какви обврски имам во денот и така се однесувам, немам секој ден исти обврски. Раното мислам да станам рано, понекогаш ми е убаво, но понекогаш не, само на рано 7-8 сат. Не ми се допаѓа, сакам малце да си поспијам, затоа што пак сакам да останам малку подоцна ноќа. Ми одговара кога е тишина, кога нема никој, кога се сите легнати и кога можам да си се посветам во тие некои си 2 часа да си се посветам на себе и затоа малце продолжувам со спиењето наутро. Така и дека најчесто денот треба да се започне со доручек пред се? Да, јас прво го започнувам со кафе. Прво ми е, сум зависник сум од турско кафе, одварено кафе и прво ми е гезвето го фаќам и го ставам на рингла и потоа започнува оној ритуал. Так, имаш ли некои ритуали кои што ти го олеснуваат станувањето наутро и кога треба порано да станеш? Имам, влегува син ми во соба и вика станувај! И веднаш станувам, затоа што после тоа не престанува како сирена завива станувај! Обично когато има некои обврски, јас треба да му помогнам. Прв ме буди, а тоа е сега со факултетот многу почесто, да го однесам до факултет, да му помогнам околу некои обврски и затоа и можеби во периодот и почесто порано станувам. Конечно, постои научно објаснување зошто жените сакаат да зборуваат повеќе од мажите. Американски стручни лица откриле дека жените во мозокот имаат значително поголема количина протеин, наречен јазичен протеин. Ова откритие го подкрепуваат со фактот дека машките стаорци кои се огласуваат почесто отколку женските имаат зголемено ниво на овој протеин во мозокот. Всушност, тие го имаат двојно повеќе од жените. Тестирањето било спроведено на глувци, така што малите глувци се одвојувале од мајките, а потоа се броеле колку пати истите ќе се огласуваат. Откако се дошло до заклучок дека машките глувци се огласуваат почесто, стручњаците го зголемиле производството на јазичниот протеин во мозокот на женските глувци, пошто и тие го зачестиле огласувањето. После ова тестирани се и мозочни клетки од 10 мали момчиња и девојчиња на возраст од 3 до 5 години настрадани во несреќи. Овие резултати потврдиле дека девојчињата имаат поголема количина јазичен протеин во мозокот, и тоа за дури 30%. Имајќи ги во предвид резултатите до кои дојдовме, можеме со сигурност да кажеме дека зголемената количина на протеинот во мозокот влијае на зачестена и поинтензивна комуникација, истакнала Маргарет Макарти, водич на оваа студија. Некои претходни истражувања покажуваат дека девојчињата почнуваат да зборуваат порано од момчињата и дека имаат побогат речник од своите врсници од спротивниот пол. Ете, откривме што е тоа што ги прави жените зборливи. Маја, дали ти се сметаш за зборлива личност? А зависи од расположението и зависи од соговорникот. Сепак, некои соговорници ми се инспиративни, а пред некои не можам уста да отворам. Тоа сум го, сега се чувствувам опуштено, релаксирано, зависи нели од соговорникот и зависи од тоа каква енергија помеѓу нас струи. Зависи што имаш да размениш. Уживам во разговори каде што можам да научам нешто, каде што зборувам со луѓе кои што знаат поинакви теми или теми кои што мене ме интересираат, имаат повеќе информации од мене. Не ми се допаѓаат празни муабети. Од секогаш сум сакала да бидам
обкружена со луѓе со кои што имам, од кои што имам што да научам и со кои што имам што да споделам. Секојдневните искуства сугерираат дека неромантичните пријателства помеѓу мажот и жената се прилично чести. Мажот и жената можат заедно да живеат, работат и да се дружат, и при тоа никогаш да не завршат во романтична врска. Но сепак америчкиот психолог Адриан Варт во својата колумна тврди дека оваа платонска врска помеѓу мажот и жената без никакви сексуални нагони еден кон друг се само фасада. Тој смета дека во пракса во длабочината на секој машко-женски однос се наоѓа сексуална тензија, која само чека да исплива на површината. Варт се повикува на најновите истражувања од областа на социологијата и психологијата, кои одат во прилог на оваа идеја. За да истакнат дали платонските машко-женски врски се воопшто возможни, научниците смислиле истражување во кое учествувале 88 парови кои своите односи ги етикетирале како строго пријателски. За да осигураат искреноста на одговорите на нивните прашања, научниците, освен стандардниот протокол врзан за анонимност и доверливост на податоците, од испитаниците барале да се обврзат дека меѓусебно нема да разговараат ниту за еден дел од експериментот. Врз основа на спроведениот експеримент, научниците заклучиле дека постојат изразени разлики во однос на тоа како мажите и жените го доживуваат пријателството со личност од спротивниот пол. Мажите биле значајно повеќе подготвени на романтична акција со својата партнерка за разлика од обратно. Всушност, процената на машките учесници во експериментот за тоа колку им се привлечни личностите од спротивниот пол апсолутно немала никаква поврзаност со тоа какви чувства имале нивните женски пријателки кон нив. Процената за привлечноста зависела од тоа какви чувства имале мажите кон својата пријателка, а исто така кога имале одредени романтични чувства, претпоставувале дека чувствата се обострани. Значи, машко-женските пријателства сепак се речиси невозможни. Една од нашите денешни теми се машко-женските пријателства. Што мислиш ти за тоа? Постои ли такво нешто? Има ли можност воопшто да постои? Да. Имаш ли можеби повеќе машки пријатели? Не, никогаш не сум го гледала тоа како повеќе машки пријатели или имам пријателства прекрасни, имам другари кои што ми се, да кажем, како браќа, со кои што сме повеќе од 20 години заедно, каде што има искрени однос, каде што има искрен однос, каде што имаме слични животни гледишта, каде што веќе, мислам, стварно после 20 години веќе се смета во роднински врски прераснуваат, ако се интензивни пријателствата. Верувам во искреноста на луѓето и не ги делам на машки и на женски пријателства. Иако понекогаш зависи секогаш од човекот. Полесно ми е дури да се отворам пред машките пријатели отколку пред женските пријатели. И полесно ми е да комуницирам со мажите понекогаш за некои теми отколку со жените. Дали можеби даваат подобри совети од жените, можеби врз основа на претходното искуство? Не, мажите се подобри слушатели може. Не, попрагматични се, не трпат многу драми, а ние како жени обожаваме да драмиме за секоја ситуација, дури и да си го скршиме ноктето или да не ни е косата како што треба, знаеме да направиме драма. Од тоа мажите не трпат многу драми и знаат да не исачат во тоа и мене повеќе ми одговара каде што нема многу драма. И тука уживам да дојдам до суштината на нештата, затоа што со тек на време сваќаш дека е тоа губење на време. Може би повеќе сум се дружела со мажи отколку или сум имала... Не, исто е. Истражувањата покажуваат дека мажите обично се посклони на развивање романтични чувства према своите женски пријателки. Си имала ли некогаш такво искуство? Не сум имала. Кај нас, мислам, никогаш не оставам никои работи. Тоа е веќе... Зависи ли од другата? Не, тоа зависи од другата страна, затоа што и жената е склона да... Иницирање на такви на иницирање, затоа што сака да ги држи работите во своја рака и да манипулира. Па не си дозволувам таков луксус да го изгубам пријателството и ако некој човек ми значи во животот да провоцираш или да си играш со туѓите чувства, затоа кај мене секогаш се работите јасни и се знае секогаш на што се и какви се, строго дефинирани.